Добар ден, следите, слушате и читате Утински брифинг. Се разбира преку Слободен печат, преку локалните телевизии. И продолжуваме до крајов, уште еднаш ја подсетувам на месецов. Ако ја следиме логиката на Заев, ке мораме малци и ние да отидеме на одмор, а тама немојте да се секирате. Владата пред септември не може да биде готова. Она што е на овие избори во парламентот една карактеристика, тоа е што за прв пат жена ромка е во пратеничките, ќе биде во пратеничките клупи. Левица која ја потресува македонската јавност, иако ја мислам дека тоа може да биде една забавна политичка партитура во собранието. И она што е карактеристика, ВМРО Народна партија по, јас мислам, едно 10 години се врати повторно во парламентот, откако Љупчо Ѓорѓиевски, основачот на ВМРО ДПМН, ги доведе до позиција на мнозинство парламентарно, влада, потоа се отцепи од ВМРО ДПМН и со Народна партија, мислам дека освоја 6 или 7 пратеници, и сега за прв пат во парламентот по еден долг период Љупчо Балковски, екс-министер во владата на Ѓорѓиевски, е пратеник. Добро утро за него. Добро утро. Како сте, добри ли сте? Добро, ево сега после изборите малку се... Веднаш да ве прашам, ќе бидете пратеник или ќе останете во... Пратеник. Пратеник затоа што после 14 години... 14. После 14 години ВМРО Народна партија веќе влегува во собранието. Така ни беше малку и насловот нас, ВМРО во собрание, конечно. Вистинското ВМРО. Да го ставиме ова друго. Интересен феномен е повеќе Љупчо Ѓорѓиевски ВМРО, што кога се од ВМРО ДПМН се отцепува многу партии и Љупчо Ѓорѓиевски, што со сите коалиции што ги направите, со сиот старт да обедините, не успеавте да се изборите за пратеничко место. Ја читам реакцијата на Љупчо Ѓорѓиевски, адресирана до вчерашните сопартици, и вика, да не послушавте да бидеме една изборна единица. Ако е тоа така, симулацијата што би покажале? Ние, значи, од 2006 година, кога беа тие избори, кога ВМРО Народна партија имаше 6 пратеника, значи, после почнавме пред секои избори секогаш да инсистираме една изборна единица. Значи, и заради демократизацијата на Македонија, меѓутоа и заради учество на поголем број на партии во парламентот. И ние, гледате, ние имавме сличен број на гласови како и левица. Значи, во некои избори, некаде 30-35 илјади, со ВМРО за Македонија со обединети со достоинство 27 илјади, значи никогаш не освојувавме пратеник. А со една изборна единица, значи со тој модел би освоиле некаде 3-4 до 5 пратеника. Ние дури, ако се сеќавате, сите рейтинг листи една недела пред изборите секогаш ни доделуваа и со ваков со 6 изборни единици модел, секогаш ни доделуваа 3 до 4 пратеника. И последната недела, нормално, ВМРО ДПМН беше на власт тогаш, секогаш не уништуваше до крај. Љупчо Балковски, бидејќи ќе бидете дел и сте од мнозинството, иако е тоа тенко. Кој со кого и што очекувате? Ќе добиеме ли некоја влада која би била не толку функционална колку што би можела да владее на одреден начин за еден кризен период? Јас се надевам, значи, бидејќи, гледајте, сега премногу комбинации почнаа да се прават, меѓутоа мислам дека се нереални тие комбинации, посебно ДПМН што ги прави, значи таа партија на некој начин е кубитничка и сега наеднаш излезе дека преговара за влада, што е ирелевантно од целава ситуација. Мислам дека СДСМ и коалицијата Можеме е стожер на целокупната влада што ќе ги собери сите пратеници, сите партии, и мислам дека тоа беше, нели, и цел и на Европската Унија да создадеме една нормална влада која што во овој период на криза што ни престои, нели, здравствена и економска, значи да се справи со сите предизвици.
СДСМ, значи како носечка партија, мислам дека ќе успее да направи Зоран Заев како мандатар, значи солидно владино мнозинство. Да Солидно. Солидно владино. Ако ве држам за овој збор, тоа значи дека од негде ќе отцепите или ќе добиете малцинска поддршка од кого? Па Ако може, е предпоставка да. дека Заев ќе оди сепак со Ахмети без оглед на може да се острата учествува, реторика. може да се учествува поддршка од Алијансата и од алтернативата. Значи од тие работи и може Без учество во влада, само со парламент или со тие се учество? комбинации кои што ќе се договорат дополнително, да речам, меѓутоа едноставно мислам дека само ДПМН и Левица ќе останат во опозиција. Кој што е на некој начин и правилно. Ако тоа го обезбедите, тогаш нема да бидете на тенкото ниво на 61, дека ќе имате сепак едно посолидно мнозинство. Па треба да се направи едно посолидно мнозинство, затоа што реков, нели, сите предизвици што ни престојат изискуваат, да речеме, на нормално функционирање на владата, а не секојдневно, да речам, гледање дали имаме мнозинство или немаме мнозинство од таа страна. И мислам дека и алтернативата, и Алијансата, значи во тој дел се на некој начин определени за Европската унија и за НАТО, затоа што сега гледате, поделбите се кои се за Европска унија и кои се против. Левица секогаш директно тоа го кажуваше дека е против НАТО и против Европската унија. ДПМН никогаш немаше став, меѓутоа секогаш е против НАТО и Европската унија, така да страните се веќе определени. За сите тие што се евроскептици, од денеска им препорачувам да ја прочитаат одлуката на Европската унија. Колку пари добиваат Грција, која до речиси завчера беше банкротирана, Хрватска 22 милиарди, Бугарија која има постојано политички тензии и сега добива енормни суми, што зборува за динамиката кога во едно семејство за која сите викаме лабаво е, такво е, никакво, знае да функционира врз основа на економски и политички интереси. Така е, и тоа е нашата определба, да речам, и ако се сеќавате и секогаш на сите емисии, па дури ево и со вас, Лјупчо Ѓоргиевски секогаш ја кажуваше важноста што е на Европската унија. Значи не е важноста само од географски аспект, да речам и административен, меѓутоа многу повеќе од финансиски аспект. Посебно за држава како што сме ние. Еве сега замислите ние да бевме во Европската унија. Колку ќе добивавме? Ако Хрватска доби 22, ние можда ќе добивавме некаде 15 милиарди. Не, првата проценка не е важно колку. Не е важно ќе бевме згрижени во некој начин. 3 милиарди да добиеш, 1,5 милиарди. Да, 1,5 сега и 1,5 со кредитирање. Тоа е голема поддршка за наша држава. Вака, меѓутоа 11 години малку не вратија многу назад. Тоа што не вратија назад, практично е цената што сега ВМРО ДПМН е плаќа по два основа. По основ на тоа што не се одлепи од она потајна антиалбанска филозофија и така натаму. И второ, сосема е сигурно дека ова тековно ВМРО ДПМН се уште е разапнето меѓу старите структури на Никола Груевски и тоа што сега постојат. Што мислите? Што би можел ВМРО ДПМН да направи за своето внатрешно реформирање? Со оглед на тоа дека долго време бевте таму, бевте и министер и така натаму. Што е она што недостига? Што се случува? Во ДПМН се случува недостиг на демократија и недостиг на човечки капацитети и третото можеби што е најважно, недостиг на лидерство. Значи, сегашните председатели или раководство на некој начин е административно раководство. Не е лидерско раководство. И мислам дека со овај нов статут вчера нели што донесоа, на некој начин таа партија веќе се оди кон можеби дело што требаше многу порано да го направи, меѓутоа сега кон раслојување на таа партија, затоа што таа партија ќе се раслојат многу слоеви. Делови од стари ВМРО-вци, да речам, што останали уште при поделбата на сите ВМРО и при поделбата на ВМРО Народна со ВМРО ДПМН, што останале таму.
Потоа сите што преминале од СДСМ, од ЛДП, од сите други партии, неопределени, под уцена, под притисоци. Значи, имаме неколку слоеви, може би 4-5 слоеви, кои што сега со новиот статут, јас мислам дека тој статут на некој начин, ако беше заштита на Мицкоски, за да остане на власт, меѓутоа, ќе видите дека ќе донесе многу раслојување на партијата и што мислам дека тоа треба да се случи на таа партија. Сега ќе ми дозволите малку да не бидам толку категоричен како вие, затоа што јас ја памтам, а вие исто така, целокупната филозофија на цепањето на ВМРО уште од времето на почетоците, филозофија во која во СДСМ, па и Киро Глигоров стално викаше, оваа партија мораме да ја поделиме за да нема таква мок. Да. На крајот на кршева да не заборавите, тамо се отцепија македонска, вистинска, више не можеме да ја седу. Многу, сите, многу. Но и поединци со сета енергија која сега е негативна кон Груевски, таа сепак успеа да се хомогенизира и да ја одржува на еден клиентелистички начин. Дали мислите дека тоа е маната заради што Мицкоски не ќе може да го држи мобилно раководството и членството? Да, апсолутно, затоа што таа партија во времето на Груевски функционираше како војна организација. Нели? И како војна организација, и како фирма. И сега, гледајте, и сегашниот резултат што го постигна ДПМН, значи е на некој начин производ на сето тоа што од порано се случуваше во ДПМН, нели? Функционирање хиерархиски, функционирање како компанија и од друга страна страф на самите гласачи. Јас, што е најинтересно, во третата изборна единица како пратеник, сакав да разговарам и со старите ВМРО-вци од ДПМН што се сега. Знаете дека има уште страф да не ги види случајно некој од раководството или да не разбера дека се сретнале со мене. Значи, тој страф се уште постои и на овој начин сега, значи, статутот што е за заштита на Мицкоски, едноставно ќе дојде едно ослободување на сите тие слоеви, сите слободоумни, да речеме еве така, партиски членови и активисти кои што на некој начин ќе допринесат за демократизација на таа партија. Меѓутоа ќе се раслои таа партија. Гледајте ги сите резултати постигнати од локалните избори кога беа, уште Груевски беше тогаш председател на партијата, значи кога ДПМН не ги води изборите како власт, имаше големо намалување на гласовите. Но и во такви услови ВМРО, ДПМН и Мицкоски успеа да задржат одреден степен на монолитност, затоа што внимавајте, имате пат кај македонското гласачко тело, кај ВМРО преку 140, зависи со што компарираме, кај СДСМ 110, но успеа да остане, да речем, условно мобилна и силна партија. Да, таа ја освои 300 и повеќе гласови, нели 300.000. Меѓутоа, сепак мислам дека тоа е резултат на старата организациона поставеност и да речам, ајде така да се изразам, на стравот на членството од таа партија. Членството на таа партија имаше страв од самата партија. Еве, јас кога се среќав сега со нив, викат, леле, само немојте да разбера дека сме се сретнали. Не зборувам за гласање, значи, дали ќе гласат или не, него односот на членството кон таа партија. Што го направи, нели, 11 години, мораме да кажеме, на режимско владење. И сега Мицкоски на некој начин сака од тоа да се ослободи, меѓутоа сака да остане и на власт, нели? Сака да се ослободи, па направија сега нов статут, а од друга страна па му доделија да прави мандат за нова партија, мислам дека само се игри за нова влада, да. За нова влада да останат само. Мислам дека се само за да формира. Не. Видите, не може од друг аспект сакам да кажам. Не може партија што е против Европската унија и против НАТО да направи мнозинство и да ја води државата, значи, на тој пат. Значи, тие ако направат, меѓутоа не, еве, да предпоставиме дека би направиле влада со делови од групации некои, нели, би направиле влада,
Кај ќе не води тоа? Ево вака. Значи, одма тие викаат против Преспански договор, против договорот со Бугарија, против Европската Унија и ќе направиме хаос во државата. Значи, мислам дека енергијата што е европска во Македонија и кај народот, кај гласачите, кај народот, секако нема тоа да го дозволи, таа позитивна енергија, да речем, европска. Дека сега видовме што се случува, 4 дена беа макотрпни преговори во Европската Унија, меѓутоа се договорија. Али се договоруваат за напредок, за развој, за опстојување на Европската Унија. Значи, таа енергија ги води внатре во Европската Унија. Сега и ние имаме некоја енергија, нели, заедно со членството на НАТО, со пристапниве преговори сега што ги започнуваме. Значи, таа енергија што ја направи СДСМ и сите како коалиција, што се собравме во таа коалиција, сите сме со европска енергија. Еве, бевте, да речем, условно активист во рамките на коалицијата на Зоран Заев, и без оглед дали сте имали, како ве доживува како предавници наспроти ВМРО-ското гесло на кавга со сите соседи, не чини договорот со Борисов, не чини договорот со Ципрас и така натаму, албанците исто така, и на крај на краиштата, тоа што е теза на Лјупчо Ѓоргиевски, дека дел од ова раководство не може да се ослободи од една зависност, пенетрација на српската политика. Да, апсолутно. Знаете што беше најинтересно? Првиот пат кога ќе се сретнев со ними, со стари гласачи, да речем на ВМРО, затоа што нив и мислам дека успеавме со целата таа активност на СДСМ и вклученоста на ВМРО народна во третата изборна единица, успеавме тоа малку да го разбиеме заеднички, затоа што Лјупчо Николовски како носител направи најдобар резултат во третата изборна единица. Кога ќе се сретнев со стариве ВМРО-вци, од почеток првиот пат беа канонада на напади во смисла предавници сте вие, ја предадовте државата, ја предадовте партијата, отидовте со СДСМ во делот, што доаѓате тука, како можете дури да дојдете во третата изборна единица. Значи, до таму беше тоа. Меѓутоа, концепцијата беше неколку пати средби сакав да имам со ними. И знаете што се случи вториот или третиот пат, кога ги прашуваш, а кај ви се сега децата на работа овдека во Македонија? Не, рече, во Италија. Мислам, многу се во Италија и во Швајцарија во третата изборна единица, посебно Малешевијата горе. Па викам, како сте против сега Европска унија, децата ви се таму и сега ради коронава не можеле да дојдат, ама викам, и ние одиме таму. После се опуштаат самите и викаат, ама и ние одиме таму, многу им е убаво, да речем во Италија, нели? Имаме и успешни, не само работници, него и успешни луѓе во тие земји, и на некој начин им паѓа тоа, сето тоа што таа тортура, ајде сега да речем, од ДПМН против Европска унија, против НАТО, Европска унија, против НАТО све, а синовите и ќерките им се таму на работа, дури викаат, ќе одиме да ги чуваме децата таму 3 месеци, нели, како се прописите, викаат 3 месеци таму им ги чуваме и децата, многу не е убаво. И овдека доаѓа, значи, пак како на одмор. Постои ли кадрски потенцијал во сегашниот состав на ВМРО ДПМН, како и со алијансата евентуално да има поддршка на владата без учество на партијата во владината коалиција? Тоа што на оден начин Заев како да го навестуваше, еве ти неколку пратеници, па влада е малцински. Дали е тоа очекуваниот потез? Сега да не бидам групен да кажам дали повторно ќе купувате гласови од незадоволството во ВМРО ДПМН? Не, значи такво купување мислам дека нема да има, затоа што на некој начин и тоа беше својствено за ДПМН, нели? Поготово против ВМРО народна, што сакаше да не уништи до крај. Мислам дека ќе има, можеби на почетокот не, меѓутоа ќе има пратеници од ДПМН кои што ќе смогнат сили
да ја поддржат оваа владина програма за Европската унија. Зборувам кога ќе дојдат закони, нели, кои што можат да се, кои што треба да се изгласаат со европско знаме и сите тие предпристапни фондови. Мислам дека од ДПМН има такви членови на пратеници сега на листите кои што едноставно нема да ја почитуваат волјата на партијата на раководството или па таа пратеничка група ќе се раздели својствено на разделувањето и раслојувањето на партијата што ќе се случува во овој период. Кога би можеле да очекувате новата влада, се разбира со сите овој тајминг сега да бидат прогласени, па да се состави владата и дали вие мислите дека реално гледано нефункционална, условно да кажам, со мало ниско ниво на парламентарно мнозинство може да се случи ова опција која сега се врти паралелни локални и нови вонредни парламентарни избори? Прво владата кому би го користело тоа? Да, владата, значи согласно законските прописи колку треба 30 дена од доделување на мандатот да се состави влада, значи тоа е некаде крај на август. Така доаѓа тоа. Ако 4 август е има поголем, да, отприлike 30 дена, 10 дена да се додели, па 20 да формира така, да. Значи, ако на 4 конституирање на собранието, како што кажа Тала Џафери, значи доаѓа тука почеток, крај на август, почеток на септември, да речем во тој дел. И сега гледате, значи, ако од една страна знаеме кои предизвици и кои опасности не очекуваат во овој период, и со коронавирусот, и со економскиот дел, да речем. Нестабилна влада, значи, нема да им одговара на никој. Ниту на тие што сакаат нестабилна влада да направат, значи, ниту па на владачкото мнозинство што ќе има нестабилна влада. Затоа реков, мислам дека пратениците не од опозицијата како директно насочени за гласање, меѓутоа самите слободоумно, значи би ја поддржале таа влада, затоа што мислам дека премногу ни се избори пак до година заедно со локални и парламентарни, затоа што тогаш веќе не очекуваат и нели предпристапните преговори и сите други носење на закони, ќе испаднеме несериозни и пред Европа, ајде пак избори ќе правиме сега, за да ги донесуваме законите кои што молевме на некој начин како држава за да влеземе во Европската унија и целта ни е таа определба. Така да мораме да имаме една стабилно тело. Ви благодарам, тоа беше Љупчо Балковски, пратеник од ВМРО Народна партија во рамките на коалицијата Можеме. Ќе ве гледаме и се надевам дека ќе биде интересна дебатата кога во парламентот ќе биде вклучен и Епасиев. Јас играм постојано на таа карта и на овие помлади новинари им велам, а вие мора да го памтите дека парламентот не е интересен без персоналитети од таков тип. Да не заборавиме за Врапчето и Митко Атанасовски, јас постојано тоа го велам. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас на поканата и поздрав до сите гледачи.